Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на Откриени тајни на телевизија 24 вести. И денеска подготвуваме интересна тема за разговор за сите вас кои што редовно ја следите нашата емисија, но и за сите вие кои што од сега се вклучувате па понатаму во серијалот на Откриени тајни. За што ќе зборуваме денеска? Останете на програмата на телевизија 24 вести. Дали често ви се случува да се запрашате зошто со некои луѓе подобро се разбирате и со некои луѓе многу поедноставно наоѓате решение за работите? Дали често барате одговор за тоа како да го подобрите разговорот со луѓето од вашата околина и со оние кои што ги сакате? Доколку сакате да најдете одговори на прашањето како да подобро да се разберете со луѓето околу вас и со оние кои што ги сакате, ве поканувам да останете во денешната Откриени тајни, затоа што денеска со доктор Жарко Костич, генетички консултант од Сдруженијето на граѓани помагам, ќе ви дадеме одговори токму на овие прашања. Како подобро да се разберете со луѓето околу вас и со оние кои што ги сакате? Како да се разбереме со луѓето и со оние кои што ги сакаме е темата која што веќе ви ја најавивме. Со нас денеска повторно доктор Жарко Костич, генетички консултант од Сдруженијето на граѓани помагам, и тука веќе го започнуваме разговорот. Жарко, добро утро и добре дојдовте во уште една нова Откриени тајни. Добро утро, Сања, добро утро за нашите и стари и нови гледачи. Имаме навистина и денеска повторно интересна тема со која што секако го задржуваме вниманието на гледачите. Имаме и секоја емисија нови гледачи кои што се приклучуваат кон серијалот на Откриени тајни, наши следбеници. На наше големо задоволство се поголем број секако дека следат оваа емисија, и токму поради новите ќе се навратиме малку на тонската скала која што е навистина интересна, но и значајна алатка во разбирањето на луѓето околу нас, но и на самите себе си. Накратко за сите оние кои што се нови, но ете и за старите, да повториме за тонската скала. Точно, за да одговориме и да дадеме податоци корисни за животот, за тоа како да се разбереме со околината и со тие што ги сакаме. Впрочем, тоа е темата. За денеска мораме да направиме мала рекапитулација, се навратиме малку на некои работи кои што ги споменавме предходните емисии, и не само за новите гледачи кои што се дел од нас ово утро, туку и за сите оние кои што веќе не следат, поради тоа што секако дека е убаво да се повтори некој податок, па да се поврзе со нов податок кој што да кажеме денеска би го слушнали и така натаму. Се надевам дека за тие што не следат од самиот почеток нема да сме здодевни ако повторно го објасниме умот, но на некој начин мораме со тоа да почнеме, поради тоа што се потекнува од таму, поради тоа што објаснувањето за многу феномени, кавги во домот, недоразбирање, несогласување, така натаму е поврзан со човековиот ум. И рековме дека умот на човекот снима слики, постојано, дека тие слики се снимаат во нашиот ум, и дека убавите моменти, пријатните искуства од нашиот живот се снимаат во свесниот дел од умот, во генетиката го нарекуваме аналитичен ум, зашто тој ги анализира тие податоци кои што се снимени во нив, но болните искуства, траумите, загубите, поразите во животот, болките како физички, така ментално и духовно болните искуства се снимени во еден дел од умот кој што го нарекуваме реактивен ум, и рековме дека во овие слики не се снимаат, не е само гледка дека се снима затоа што секој од нас може да ги види тие слики, него во тие слики се снимаат мирис, допир, вкус, емоција, своја емоција, емоција на околината. Сите тие сензации, перцепции се снимаат како запис во тој ум и се формира една временска лента на се од самиот почеток што се има случајно на еден човек, се буквално е запишано во неговиот ум. Разбирањето на човековиот ум може да ни помогне многу во врска со тоа како да имаме подобро разбирање со нашата околина. Впрочем, во предходните емисии јас реков дека тие болни искуства кои што ни се случуваат во нашиот живот крадат дел од нашата животна енергија, дел од нас како духовни битија, и колку повеќе болни искуства имаме насобрано во текот на животот, толку пониско паѓаме по оваа скала на емоции, поради тоа што скалата на емоции
ова е тонска скала на емоции. И пак ќе кажеме, го приказот на нашите екрани ќе видиме дека имаме жолти тонови кои што се позитивни, но црвените и плавите, тоа зелените тонови потекнуваат од тој реактивен ум, поради тоа што во реактивниот ум се снимени сите тие болни искуства, трауми, негативни емоции. Така да секогаш кога се наоѓаме во црвените, плавите, зелените тонови, фактички се тоа искуства, болки, трауми, болни емоции од минатото кои што во сегашноста се реактивирани од некој инцидент, од некоја случка, од било што кој што може да влие на нас во сегашноста, таа перцепција, таа сензација која што можеме да ја почувствуваме може да предизвика некои негативни емоции. Пример, ќе влезете во болница, еднаш ќе ви се јави страф или забрзано трупање на срцето, гледате, тоа не била вашата емоција, но некоја дразба, можеби мирисот на болницата може да предизвика страф, или не знам, ќе дојдете дома, ќе ослушнете гласот или бојата на некој од околината со кој што можеби претходно сте се скарали, однаш ќе добиете чувство на лутина или на антагонизам и така натаму. Така да ќе видиме дека многу од овие негативни емоции воопшто не се под наша контрола, ги добиваме во даден момент краткотрајно, па ќе се исчезнат и ќе се вратиме повторно, се надевам на жолтите тонови, но некојаш во текот на животот колку повеќе болни искуства и трауми имаме, толку повеќе овие црвени, плави тонови стануваат фактички дел од нас, стануваат секојдневие и за жал почнуваат да стануваат хронични негативни емоции, но со тие емоции ни е тешко да успееме во животот, тешко да се разбереме со околината, едноставно тешко успеваме самите со себе да се разбереме, едноставно тешко успеваме со сите оние кои што се околу нас и впрочем со тие негативни емоции на многу полош начин почнуваме да гледаме на животот и на светот околу нас. Не верувам дека сме здодевни со ова што го повторуваме околу тонската скала, затоа што само со повторување можеме да ги научиме работите и да си помогнеме себе си, полесно да ги разбереме другите, но на крајот на краиштата да се разбереме и самите себе си. Токму поради тоа би сакала да се навратиме и на едни компоненти кои што во претходната сезона ги зборувавме. Денеска зборуваме за тоа како да се разбереме со луѓето и како да ги разбереме оние кои што ги сакаме. Спомнавме 3 компоненти кои што се многу значајни за разбирањето. Па може ли оваа емисија повторно накратко и за овие 3 многу важни компоненти на разбирањето? Секој од нас сака да биде разбран, секој од нас сака да разбере некого и нешто. Фактички ние сме разбирање. Тоа што сме ние како духовно битие, како енергија, како сакаме да ја дефинираме, сме разбирање и копнееме по тоа да разбереме нешто. Гледате, се што сакаме да направиме, да го разбереме тој што го сакаме, тие околу нас, да разбереме што се случува во нашата околина. И ние како духовни битија имаме огромен потенцијал да разбереме. Гледате, ако ги видите тие жолти тонови на тонската скала, ако се навратиме повторно на нив, тие повеќе разбираат во врска со животот, во врска со околината, во врска со работите кои што се наоѓаат околу нив. Фактички, зошто? Поради тоа што разбирањето се состои од 3 компоненти. Првата компонента на разбирањето е афинитет. Видите, за да се разберете со некој човек или да го разберете некого, прво што треба да имате афинитет кон него. Или можеби сакате да разберете нешто, можеби сакате да разберете како да склопите некој дел кој што сте го купиле од, не знам, од некоја продавница, сега треба да го склопите. Сте виделе луѓе кои што имаат афинитет за такви работи, да склопуваат делови, гледате ги влече, имаат афинитет. Многу полесно ќе го разберат како да го склопат тој дел, наспроти некој кој што одма ќе се повлече, од тој ќе рече, немам афинитет за такви работи. Гледате, афинитетот предизвикува разбирање. Афинитетот значи да завземеме ист простор со некого или со нешто, да се доближиме до нешто. Можеме да речеме дека е љубов, допаѓање, но фактички афинитет значи колку можеме да бидеме околу некого или нешто. Ако видите децата, например, ќе дојдат веднаш до куќето и почнуваат да го галат, гледате, имаат афинитет. Или имаат афинитет за играчките, или имаат афинитет за возрастните и така натаму. Гледате, афинитетот значи да сме со некого блиско. Некој кој што многу го сакаме да сме постојано до него. Гледате, сте залепени до него. Ке го гушнете, па ќе бидете околу него. Тоа е афинитет. Видите, степен на допаѓање или колку сакаме да сме блиску до некого. Тоа е првата компонента која што мора да имаме во колку сакаме да постигнеме разбирање. Пак ќе кажам, со некого или со нешто, затоа што можеме да разбереме и, например, како да свириме клавир, како да свириме гитара. Ако не сакаме да ја допреме гитарата и да бидеме во нејзина близина, никогаш не можеме да разбереме како да отсвириме некоја мелодија, например. Втората компонента на разбирањето е реалност. Реалноста би ја дефинирал како согласување, нешто за кое што ќе се согласиме.
или некои акции се тоа кои што човекот ги прави во својата околина со која што другите или се согласуваат или не се согласуваат. Пример, не знам, мажот ќе дојде од работа и ќе ги фрли кондурите на една страна, чорапите на друга страна, палтото на трета страна. Можеби за него тоа е реално, но сопругата има друга реалност. Гледате, во тој момент таа не се согласува со неговите акции или да кажеме со тоа што сопругот во тој момент го направил. Гледате, немаме иста реалност во тој момент, да кажеме, помеѓу сопругот или сопругата. Или пример, имаме дете кој што се инспирирало да ја смени својата фризура. Така и сака да е рокер или панкер или како и да е. И доаѓа дома и шатиран, не знам, ишишан, на начин на кој што него му се бендисува, ќе дојде дома и имате таткото или мајката и однаш ке се ужаснат. Гледате, имате несогласување. И во тој момент, она што се случува затоа што согласувањето и афинитетот се поврзани, ќе видите дека имате, ако немате согласување, во истиот момент и немате афинитет во врска со некоја ситуација. Колку повеќе имате согласување со нештото, толку повеќе имате афинитет. Може би па на девојката многу се допаѓала фризурата, така? И девојката има уште поголем афинитет поради тоа што има согласување со тоа што дечкото го направил. Или не знам, ќе донесете на некого ружа, тоа е акт, тоа е реалност. Нешто што се случува во физичкиот универзум. И однаш, така тој што го сака тоа, ќе има уште поголем афинитет за вас, поради тоа што се согласува со тоа што сте го направиле. Гледате, реалноста е согласување. Може би како ќе се облечеме, како ќе настапиме. Се надевам дека сме реални со темите и она што го збориме ние, и се надевам дека нашите гледачи се согласуваат. Тоа предизвикува афинитет и поради тоа и сакаат да влезат нашите гледачи во комуникација со нас. Затоа што што и да кажете, замислете некој доаѓа, не знам, на слава или на некоја пригодба и собрани се луѓе и некој ќе искоментира нешто кое што баш не е вкусно за тој момент или не доликува за таа пригода се каже такво нешто. Ќе видите дека реалноста со тој човек паѓа. На тој начин се губи согласувањето со него. Луѓето не се согласуваат со тој човек. Се губи афинитетот кон него. Гледате, добрите манири, да се почитуваат обичаите, е реалност. Е нешто со кој што другите луѓе се согласуваат. Така ќе отидете на некоја прослава и ќе донесете поклон кој што баш не треба се носи на таква пригода, гледате, реалноста се губи, согласувањето на некој начин со тој човек се губи, афинитетот во истиот момент почнува да паѓа. Но воколку најдете некој со кој што се согласувате на некоја тема, тоест имате иста реалност, така можеби не сакате некој парфем кој што е редок. И еднаш ќе видите дека, не знам, другиот околу вас го носи баш тој парфем кој што се обиделе да го најдете цело време. И се зголемува афинитетот кон тој човек поради тоа што ја делите истата реалност. И на тој начин сакате да сте околу него. И она што се случува, фактички се појавува и третата компонента од разбирањето, тоа е комуникацијата. Гледате, кога ќе имате со некој човек согласување, значи, ви е реален, ви се зголемува афинитетот и она што е манифестацијата влагате во комуникација, фактички со тој човек. И гледате, овие три работи, афинитетот, реалноста и комуникацијата, предизвикуваат разбирање. И тие се до толку поврзани, фактички како еден круг. Можеме да речеме дека не е ни триаголник, но е триаголник и подобро ќе го разбереме како триаголник, поради тоа што кога еден од овие агли ќе го зголемиме, тогаш се зголемуваат и другите два агли, на тој начин разбирањето расте. Пример пак ќе кажам. Сте нашли некој човек кој што го има истиот парфем или истото чоколадо го сака, кој што е ретко многу или истата храна ја сака, и однаш од никој од друштвото само тој го сака, тој однаш ви се зголемува реалноста со тој човек, ви се зголемува афинитетот, ќе се речеш еј па ова никогаш не го знаев за овој човек. И однаш човекот ти станува уште поинтересен, ти се зголемува афинитетот и ти се зголемува комуникацијата. Гледате, или од другата страна, пак можете да ја зголемите комуникацијата како агол. Ќе збориме особено за комуникацијата во оваа емисија. Колку повеќе зборите со некој човек, толку повеќе можете да откривате кај тој човек реалности. Колку пати ни се случило да не познаваме некој човек, може би дел од нашето друштво, затоа што едноставно не сме комуницирале со него, може би бил малку позатворен или едноставно имало дистанца помеѓу вас и него, еднаш ќе почнете да влагате во комуникација, може би на некоја забава или заедно, ќе дојдете пред останатите, ќе почнете да зборите, еднаш ќе откриете толку многу сличности, заеднички реалности, доднаш ќе ви се зголеми афинитетот. И фактички нашите гледачи може да направат баш една вежба. И ќе видат дека со секој човек со кој што имаат афинитет, значи со кој што сакаат да бидат во нивно обкружување,
автоматски ги имаат и согласувањето за многу работи и комуникацијата. Со други зборови имаат разбирање. Колку, ако најдете некој човек со кој што имате согласно за многу работи, ќе видите дека тие ви се многу добри пријатели и другари и секако дека сакате да бидете со нив, тоа значи дека пак имате афинитет и комуникацијата секогаш ви оди. Со луѓе со кои што многу убаво ви оди комуникацијата, фактички ви оди, баш поради тоа што имате согласување за многу теми и со кои што имат и фактички имате афинитет за нив. Значи, овие три работи се тесно поврзани. Но во колку еден од овие агли падне, значи ако ни се скрши реалноста за некој човек, ако ни падне афинитетот за некој човек, ако не искомуницираме како што треба со некој човек, одеднаш ни паѓа и разбирањето. Можеби ќе дојдете дома, сте изморени и ќе му кажете на сопругот, на сопругата, на на пријателот кој да е нешто, и човекот ќе ви изигнорира. Знаете, недобра комуникација. Или нешто и тоа е наљутен, пак ќе ви каже нешто лошо. И веднаш си викаш, зашто вака се однесува спрема мене? И веднаш човекот во истиот момент ви станува малку по-нереален. Се намалува реалноста, афинитетот во истиот момент паѓа. Или однаш ќе слушнете, зборевме во минатите емисии за различни тонови. Рековме дека еден од тоновите кој што беше негативен, беше скриено непријателство. Тој е тон кој што ви прави лице, ама фактички позади грб делува кон вас да ви наштети некогаш. И веднаш ќе сватите дека тој човек е таков и веднаш не ви е реален. Гледате ли почнал да збори нешто против вас. Реалноста се намалува, афинитетот паѓа. У дадени ситуации може ми некој човек да ни го наруши афинитетот за некој друг, и дојке ви рече, знаеш што тој е ваков, онаков, и ако се прифати тоа, секој дека треба да го прифатиме само затоа што некој ни кажал, но ако го прифатиме тоа, афинитетот ни се руши, помалку имаме реалност и помалку имаме волност да збориме со тој човек. Така да овој триаголник на афинитет, реалност и комуникација е главна алатка која што дополнително ќе ја разработиме оваа емисија, како да оствариме разбирање со околината. Ни рековте дека жолтите тонови многу полесно се разбираат и не ми оди лесно разбирањето со другите. Можеме ли тука да направиме паралела, односно да ги поврземе тонската скала и разбирањето? Точно е, на врвот на тонската скала можеме да кажеме дека овој триаголник на афинитет, реалност и комуникација е огромен. Гледате колку повеќе афинитет, ова е скала на афинитет, фактички тонската скала е скала на простор, рековме. Сме виделе кога имаме некои бити едноставно зрачат со позитивна енергија, опфаќаат огромен простор, имаат многу афинитет. Знаете, ќе дојдат во една просторија со својот афинитет ќе ги облијат сите. Сте виделе некој човек кој што секој сака да му дојде дома? Имате некој човек кој што кога ќе влезе во некоја просторија секојаш добре дојден? Поради тоа што гледате има афинитет многу. И ќе видите дека таквиот човек обично не запаѓа во кавги или во неволји со околината, и ќе објаснам зошто. Поради тоа што тој човек што има голем афинитет, тој секако дека има своја реалност, работи како тој ги гледа работите и со што тој се согласува. Можеме да кажеме реалноста дека е точка на гледање. Видите, секој од нас има своја точка на гледиште на работите. Мене може да ми се свиѓа ова дрво, може да ми се свиѓа тоа, може... Ја имам своји афинитети од мојата точка на гледиште. Но гледате што се случува, кога некој човек има многу голем афинитет и многу простор, тој не само што има своја точка на гледиште и своја согласност за работите, него тој може да прифати од околината и други точки на гледиште, без при тоа да се бори против нив и да ги стопира. Со други зборови, има голема толеранција за околината. Гледате, не е само дека гледа својата точка на гледиште, туку поради просторот кој што го има, огромен простор, може во својот простор да толерира и други луѓе со различни ставови, со различни мислења. И едноставно сето тоа да му биде окей, да му биде убаво. Можеби не се согласува целосно со нешто, но секако дека не се бори против тоа, не го вреѓа тоа, не го омаловажува другиот, не го омаловажува неговото искуство или точки на гледиште или тоа што му се случило, туку напротив ги прифаќа, баш поради големината која што има. И токму поради тоа има огромна комуникација со голем број на луѓе, поради тоа што може да толерира различни реалности. Гледате, тој има своја реалност, но ја цени, ја одобрува и ја прифаќа реалноста на другите луѓе. Кога во минатите емисии зборевме за одобрување за нашето постоење, споменавме дека високо на тонската скала имаме луѓе, баш поради тоа што разбираат многу. Гледате, разбираат различни точки на гледиште, со други зборови разбираат други луѓе кои што имаат различни ставови од нивните. И поради тоа не прифаќаат, без разлика колку сме ние поразлични од нив.
Не мораме да сме исти како нив за да не прифатат. Но тие се толку големи, како бити, има толку многу афинитет. Имаат своја точка на гледиште, но во тој простор, пак ќе кажам, во огромниот афинитет што го имаат, можат да толерираат и спротивни ставови, без притоа да се борат против нив. И поради тој не прифаќаат без разлика како изгледаме, што мислиме, какви ставови имаме и така натаму. Лете не прифаќаат. И тој убавината кога сте со тие луѓе. И можат да комуницираат со безброј луѓе. Може да комуницираат со било кој што е поразличен од нив, поради тоа што ќе најдат нешто за кое што ќе се согласат. Гледате, тие луѓе кои што се високо на тонската скала, со комуникацијата наоѓаат работи со кои што тие се согласуваат. Нешто добро во вас на кој што ќе го потврдат. Така, како паѓаме по тонската скала? А рековме дека паѓаме поради тоа што нас собираме болни искуства, трауми, загуби, разочарувања. Така, ни се намалува и просторот. Почнуваме се повлекуваме од животот, почнуваме да влагаме во тој негативен дел од умот, реактивниот ум, почнуваме да бидеме замислени, интровертирани, со други збори, со вниманието повеќе на нас. Почнуваме да имаме како оклоп кон околината, почнуваме да бидеме предпазливи кон околината, почнуваме да го забетонираме, зацврстуваме нашиот став, исклучува нашиот став во врска со работите. Гледате, тогаш афинитетот кон околината ни се намалува. Реалноста почнуваме да ја браниме, тоест нашата точка на гледиште да ја браниме како исклучува точка на гледиште. И комуникацијата за тоа ни е тешка со другите кои што не го делат нашиот став. Но фактички што се случува, ни се намалува просторот. Баш поради загубите. Затоа што рековме дека загубите крадат дел од нашата позитивна енергија, крадат дел од нас. И како паѓаме по тонската скала, ќе инсистираме дека само ние сме во право, дека нашиот страв е исправен. И се што е друго, кое што е различно од нас, нема да го прифатиме, нема да го толерираме, нема да имаме афинитет за него, ќе комуницираме погрдно за тоа, нема да имаме комуникација, ќе го инвалидизираме, ќе го омаловажуваме, но фактички сето тоа се случува само поради тоа што на афинитетот, реалноста и комуникацијата, како паѓаме по тонската скала, се редуцира и се намалува и фактички почнуваме да имаме многу проблеми во животот и почнуваат да ни се ограничуваат бројот на пријателства. Со помалку луѓе комуницираме, се изолираме, имаме помалку друштва и така натаму, само поради тоа што почнуваме да немаме волност да едноставно ја толерираме другата точка на гледиште, друг тип на комуникација. Ако некој нешто ни каже кој што не ни се допаѓа, почнува да не повредува тоа, да не боли, па се бориме против него, немаме веќе афинитет за нештата околу нас. И тогаш животот фактички станува мрачен, почнуваме се бориме за тоа да бидеме во право и едноставно почнуваме да действуваме на таков начин да им докажеме на другите околу нас дека се они укрива дека ние сме прави. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. А сега, достапен и во форма на гел за локална употреба. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Најновиот производ од лабораторијата на доктор Тајс, сирупот Мукоплан пршлен, помага брзо при упорна и продуктивна кашлица, а препорачлив е за млади и возрастни. Специјалната активна формула го ослободува густиот секрет и ви овозможува слободно да дишате. А Мукоплан сирупот од тегавец помага при сува кашлица. Мукоплант од доктор Тајс е непобедлив тим против кашлица. Марија секогаш ги организира средбите на генерацијата. Овој пат не можеше. Ја спречи болката во грбот. Ибутоп кремот брзо се впива, ја отстранува болката и ја подобрува подвижноста. Не пропуштајте ги миговите кои ве движат. Кога болката станува проблем, помага Ибутоп крем.
Направивме кратка пауза, се враќаме и продолжуваме секако со денешната тема, како да се разбереме со другите луѓе околу нас и со оние кои што ги сакаме. Доктор Жарко Костич е денеска повторно со нас, ние продолжуваме со разговорот. Зборуваме за тонската скала и за тоа како се разбираат, односно како тонската скала е поврзана со разбирањето. Сега она што ме интересира, доколку имаме два различни тона, односно двајца луѓе кои што припаѓаат на различен тон. Едниот можеби е горе во жолтите, а другиот е во сините или во црвените. Како овие ќе се разберат помеѓу себе? Можат ли да најдат заедничко решение и на крај да најдат одговор на комуникацијата? Па зависи како комуницираат, колку долго комуницираат и пак ќе кажам на каков начин е пристапено кон таа комуникација. Гледате, проблем е кога имаме жолт тон и црвен тон, жолт тон и плав тон. Црвен тон, иако е многу ниско на тонската скала. Поради тоа што колку имате повеќе разлика во емоциите, толку афинитетот е поразличен, реалноста се менува со секоја емоција. Гледате, емоцијата сама со себе носи реалност. Човек кој што е во ентузијазам има една реалност за животот, дека има иднина, дека има постоење, дека е убаво без разлика кај да се наоѓа. Човек што е на ентузијазам, на игри, на акција, без разлика каде да го ставите, гледате, тој внесува живот во околината. Така, тој не зависи од околината, тој ја креира околината, тој ја прави околината, тој мисли за иднината. Гледате, тој е неговата реалност. Се што е наоколу од мене не е ни битно како е сега, ќе го направам супер, ќе го направам да биде добро. Гледате ентузијазмот. Некој кој што е на ентузијазам може да биде у комуникација со него, си одговараат. Но замислете ако на ваков човек му приде на некој кој што е на страв со тонот. Гледате, стравот има целосно друг концепт на размислување. Некој кој што е во тага има целосно друг концепт, некој кој што во апатија, тоа значи безживотност, нема иднина. И однаш некој на ентузијазам му дојде на некој кој што е на апатија или на тага и му кажува: "Човече, гледај колку убав животот, ќе го искриваме ова, ама немој вака да си." Овој што е на пониските тонови го гледа и си вика: "Овој што му е? Забегал. Чуден е." Гледате, поради тоа што имат преголема разлика во реалноста. Преголема разлика во афинитетот. Дури со таков афинитет како што е некој со ентузијазам или на акција, ако му придете на некој кој што е ниско, го плашите, се викаат: "Полека." Видите, он се бори за својот простор. И вие му доаѓате со многу простор и тоа само по себе го вознемирува. А особено пак кога ќе почнете да му зборите за иднина, за идеи, за цели, те гледа вака чудно и се вика: "Шо му е на човекот?" Гледате, не може да направат комуникација, поради тоа што овој кој што е на тага ќе збори на таков начин да го спушти овој што е високо. Овој кој што е високо ќе се обидува постојано да му даде живот на тој кој што е ниско. И на крај, фактички тој што е високо ќе падне по емоциите на тонската скала. Видите, и ни за еден и за друг не е добро. Сте виделе двајца луѓе кои што се на тага или двајца луѓе кои што се во страх, многу добро се разбираат. Зашто зборат за работи кои што им се реални. Така или ќе дојдете некој сте дошле дома и тато и мама се караат или кој да, и однаш сакате да ја прекинете кавгата и ќе се пуштат на вас и си викаш: "Остаи ги, очигледно уживаат у кавгата." И може во тој момент уживаат ако се на тој тон. Гледате, луѓето кои што се на ист тон ќе имаат многу добра комуникација, поради тоа што имаат иста реалност во врска со животот. Некој кој што е во тага, жртва, апатија, не знам, безнадежност, не може да се сложи многу лесно со некој кој што е на акција и на ентузијазам. Поради тоа што емоцијата влијае на мислите. Гледате, мислите, емоцијата и акциите се поврзани. Колку имате подобри емоции, мислите ви се покреативни, акцијата ви е тука. Колку попаѓаме по тонската скала, акцијата ни се намалува, стануваме постатични, почнуваме да размислуваме на негативен начин во врска со работите, се не ни чини во нашата околина, све е лоша. Поради тоа што емоцијата во даден момент ни е така. И сега има начин, затоа што колку пати сме се обиделе сме високо по тонската скала и сакаме да му помогнеме на некој кој што е ниско, колку пати сме треснале фактички на тој тон, многу често. А тоа е баш поради тоа што не сме разбрале дека некој кој што е пониско, видите, не му го знаеме животот, не му знаеме што го мачи, не знаеме во тој момент што му се случило. Тоа што му се случило сега, колку негативни, можеби болни искуства повлекле сега во овој момент од минатото. Едноставно навистина не го разбираме. И ќе му придете на некој човек кој што е во тага апатичен и он те чувствува како несочувствителен. Секој не ме разбира. Фактички, вие му влијаете со тие позитивни емоции, в тој момент го вознемирувате. Но ако му придете со емоции и со реалност, која што е слична на неговата,
и ми искомуницирате на таков начин, имате можност малку да го кренете по тонската скала. Колку пати ни се случило да сме ентузијастични да им споделиме на нашите во фамилијата убави работи што сакаме да ги скриеме и они ќе ни кажат: "Абе ти сонуваш, мечтаеш, ти каде живееш, па ти нормален си", и одеднаш ќе не разочара таа комуникација и ние ќе паднеме. И некојаш ќе дојдеме дома разочарани, безнадежни, и ние сме во апатија, и одеднаш со тој тон гледаш дека си многу пореален за твоите. Одеднаш твоите ќе дојдат и ќе речат: "Ама зашто се вака направи? Колку беше ентузијастичен синко, колку беше позитивен, колку беше со добра емоција, што ти се случува сега?" И одеднаш гледаш дека твоите повеќе се грижат за тебе, у моментот можеби кога у тој момент си пониско по тонската скала. Но тоа е само поради тоа што сте го погодиле случајно нивниот емоционален тон. И кога ќе го погодите тој емоционален тон, станувате пореални за луѓето и повеќе ќе комуницираат со вас. Секако дека ова не треба да го правиме да паѓаме, туку идејата е како нив да ги кренеме по тонската скала. Видите на некој што е во тага, не можете да му зборите со ентузијазам. Треба да му зборите со сочувство, затоа што стварно го разбирате и ова не е трик, него едноставно имаме разбирање што му се случува на тој човек. Сваќаме дека е во тага. Гледате некој кој што е во лутина, за да го кренете, пробајте да бидете на досада, малку над неговиот тон. Ете, ако видиме тонската скала, имаме лутина и антагонизам. Антагонизам е на 2.0 на тонската скала. Ако се кренеме на 2.5 на досада, гледате кој може да се расправа со човек на досада? Тој што на антагонизам бара некој со кој што ќе влезе во битка, за да го извадите од тој тон, кој што е негативен тон. Ако сте малку на досада, не му влагајте во играта. Гледате, целата идеја на тој тон на лутина антагонизам е да ве повлече за да се кара. Ако ја прифатите играта, гледате, можете да ја прифатите, но треба да знаете дека од таму треба да го извлечете нагоре. Ако ја прифатите, тогаш креете се во наредниот момент на досада, поради тоа што кога ќе се кренете на досада и тој човек ќе се крене на досада. И целта ни е, пак ќе кажеме, како да ги кренеме луѓето со емоциите. И знам дека ова не е лесно, но многу често грешиме во нашиот однос со луѓето, баш и не се разбираме едноставно со нив, баш поради тоа што не доволно разбираме какви се реалностите на различните емоционални тонови. И знам дека во оваа емисија немаме доволно време да објасниме се, но поради тоа и се обраќам на нашите гледачи за сите кои што имаат ваков проблем и сакаат да ги кренат тие луѓе кои што се околу нив се на пониски тонови повисоко. Има начин како, се базира на комуникација, се базира на разбирање, но навистина има начин како да се кренат луѓето по тонската скала, а трајниот начин како да се кренат луѓето по тонската скала е баш користејќи ја книгата Дианетика, поради тоа што дианетиката е начин како негативните емоции, кои што се собрани во тој реактивен ум, да ги ослободиме од реактивниот ум и да се ги вратиме кај нас. Поради тоа што дианетиката фактички ја преправа, ја отправа болката, тагата, разочарувањето и ги претвара во позитивни емоции. Кога човекот ја користи оваа техника, тогаш хронично му се зголемуваат емоциите, се подобрува тонот. Кога ќе се подобри тонот на еден човек, се подобрува и неговото размислување и ставовите кон живот. Зборуваме за комуникацијата и вие самиот кажавте дека комуникацијата е живот, комуникацијата е се. Комуницираме постојано со другите луѓе околу нас, со сето она што се случува, со самите себе комуницираме. Па можеме ли малку повеќе за комуникацијата да кажеме во оваа денешно откриени тајни? Комуникацијата е најбитниот агол од овој триаголник. Ако има еден од овие три агли кој што е побитен, тоа е комуникацијата. Поради тоа што со комуникацијата можете да дојдете до реалност, може да дојдете до согласување. Кога сме скарани со некој човек, ќе се разделиме. Зошто? Поради тоа што афинитетот, немаме согласување, немаме афинитет, не сакаме да сме блиску до некого. Комуникацијата ни се стопира. Со тие со кои што се скарани немате комуникација. Баш поради тоа што немате афинитет, а тоа е затоа што не се согласувате на некоја тема, ве разочарале, си рекле како можеле вака да изреагираат, како може вака да се понашаат и така натаму. Гледате, комуникацијата е спасот, поради тоа што кога влезете во комуникација со тој човек и почнете да дискутирате за тоа што се случило, ќе видите дека многу често ќе видиме дека окей, можеби тој изгрешил, можеби се покајал, можеби изреагирал така поради тоа што некој му кажал вака, едноставно не знаеме се. Но за да дознаеме се, или толку да дознаеме за да можеме да се обновиме релацијата со човекот, мораме прво да влеземе во комуникација. Затоа што како влагаме во комуникација, почнуваме да збориме за проблемот, за работите и одеднаш почнуваме да доаѓаме до вистината.
доаѓаме до согласувањето. И тоа предизвикува се зголеми афинитетот. Колку често имаме ситуација со некој близок, имаме проблем и се расправаме. Едноставно го џвакаме, се тегави комуникацијата како мастика. И одеднаш кога ќе дојдеме до вистината, до реалноста, проблемот го снемува. Гледате колку подолго комуницираме, одеднаш ќе дојдеме до вистината. Гледате, секој проблем да биде проблем мора да има лага. Секој проблем за да биде проблем мора да има лага. Од една, од друга страна или од двете страни. Веднаш почнуваме да комуницираме за тоа. Видите, ја зголемуваме реалноста, доаѓаме до реалноста. Аха, ти тоа го направи, ама зашо го направи тоа? Па ја го направив поради тоа што тебе ти видов дека ти тоа го направи, ама ја не го направив. Како си ме видел? Па тој ми кажа. А кој ти каже? Како? И веднаш почнуваме да дискутираме за тоа и ќе дојдеме до целосната вистина. И гледате, кога ќе дојдеме до вистината, проблемот го снемува, како меурче, пук, ќе пукне. И веднаш ќе се гушнат, ќе се бакнат, ако се, нели, дечко и девојка сопруг, едноставно ќе се зголеми афинитетот и ќе се разреши проблемот. Но гледайте, кога немаме комуникација, или можеби некогаш се сомневаме, си викаш, ама ја видов девојка ми со тој, ама се гушна или не се гушна, ама не знам, на Фејсбук нешто прочитав. Одеднаш не сте сигурни. Гледайте, кога се колебате, секогаш комуницирајте. Затоа што кога се колебаме, толку многу почнуваме да мислиме, се измачуваме. Едноставно прашајте. Поедноставно е да се праша. Но секако дека е многу битно да знаеме како да комуницираме со некој друг. Гледате, поради тоа што некогаш ќе влеземе во комуникација и за жал ние имаме свој реактивен ум, како што кажав од претходните емисии. Тој реактивен ум ни предизвикува реакција. Реакција која што многу често не можеме да ја контролираме. Гледате, некој ќе каже нешто и тоа ќе не проба да еднаш ќе почнеме да зборуваме или да кажеме работи или да вреѓаме и така натаму. На тој начин што фактички тој ни го активира нашиот реактивен ум. Не можеме да го контролираме во тој момент, ама ние кога ќе почнеме да стануваме злобни или кажуваме лоши работи, што се случува, му го реактивираме реактивниот ум на соговорникот. Па тој после ќе ни врати. Тоа додатно ќе ни го рестимулира реактивниот ум, ќе ни го реактивира. Па ќе кажеме ние други работи, па тој ќе каже и одеднаш настанува каша попара. Поради тоа има многу убав начин, многу убави вежби каде што човекот може да научи при комуникација да биде во сегашноста. Видите, кога комуницираме, без разлика што другиот каже, да можеме да го контролираме нашиот реактивен ум и да се одржиме со мислите во сегашноста. Постои начин, тоа е вештина, секако дека тоа го имаме како курс, како семинари во нашето здружение. Било кој што не следи, ако сака да добие поголеми вештини комуникацијски, секако дека е поканен. Поради тоа што воколку вие останете со мислите и со вниманието во сегашноста, не го дозволите да ви се реактивира тој реактивен ум. Имате многу подобри шанси да се разберете со другиот човек. Поради тоа што вие слушате неговата реалност, без разлика колку тоа ви звучи на вас нереално, не се согласувате со тоа. Воколку не го вклучите вашиот реактивен ум, имате барем шанса да му дозволите да се испразни. Без притоа вие да враќате, да го сослушате, едноставно да го разберете во тоа што ви го збори. Да му кажете повторно на благ и убав пријатен начин што вие мислите. Затоа што гледате, комуникацијата мора да биде пропратена со афинитет некако. И одеднаш ќе му дозволите на тој човек можеби да се испразни. Ако и двајцата ги имаат тие комуникацијски вештини, ќе биде супер, поради тоа што и едниот и другиот ќе го контролираат својот реактивен ум и на тој начин ќе се дојде до поголемо разбирање. Но воколку комуникацијата е таа што некогаш не запаѓа во проблеми, видите, некогаш ќе сакаме да начнеме некоја тема и ќе настане бетер проблем. Не е решението да се откажеме тука. Решението е додатно да комуницираме. Само продолжете со комуникација. Уште повеќе и на крај ќе се разреши проблемот, ќе дојдеме до вистината, проблемот ќе остане. Не секогаш, Жарко, можеме да се разбереме со луѓето. Има луѓе со кои што не можеме да се разбереме, има причини поради кои не можеме со некого да се разбереме. Зошто во тој момент, кога со некого не можеме да се разбереме, имаме тенденција да се фиксираме со вниманието? Што се случува во тој момент? Поради тоа што она што сакаме ние да го направиме како бите е да се разбереме. Видите, животот е разбирање. Кога имате нешто пред вас, некоја ситуација што не ја разбирате, зошто сопругот го направи ова? Зошто она го направи ова? Зошто не ми каже ова? Зошто сопругот не ми го каже тоа? Зошто пријателката не ми каже ова? Ама зошто она го направила тоа? И гледате, вие сакате со комуникација да го добиете одговорот. Но воколку не ви го дадат одговорот, имаме тенденција да се фиксираме за нешто кое што нема да го разбереме. Гледате, тоа е тајна.
не даден одговор, фактички некој ќе ви каже сакам ти кажам нешто, сакам ти кажам една тајна. И ќе ти го фиксира вниманието, затоа што сакаш да го дознаеш веќе тоа. Секој од нас сака да дознае зошто. Кои се биле мотивите што тоа го направила? Зашто тоа се направи? Гледате, комуникацијата ни дава реалност. И таа реалност кога ние ќе ја добиеме, имаме шанса да разбереме и се зголемува афинитетот. Но воколку не го добиете одговорот, тоа што има тенденција да ве фиксира, но од друга страна на што можеме да го разбереме е дека има и некои работи во животот кои што не ги разбираме. И самото тоа по себе е разбирање. Бидете волни, па ќе кажам, и да продолжите со животот наспроти тоа што можеби имате некоја ситуација во вашиот живот која што е тешка да се разбере. Секако дека идеално е, па ќе кажам, со доволно комуникацијски вештини, со многу афинитет, да навлезете во комуникација, да ги добиете одговорите, затоа што повторно ќе кажам, само разбирањето е тоа кој што ни ја дава нашата слобода. Жарко, ви благодарам што ова утро повторно бевте со гледачите на телевизија 24 вести и откриени тајни. Верувам дека после оваа наша емисија многу од нашите гледачи ќе успеат подобро да се разберат со луѓето околу нив и секако со оние кои што ги сакаат, ќе имаат поголемо разбирање, подобра комуникација и секако дека ќе бидат посреќни. Ви благодарам што денеска бевте дел од откриени тајни. Комуникацијата е живот, тоа е она кое што сите ние го сакаме, разбирањето е тоа по кое што сите се стремиме. И пак ќе кажам, поколку постигнеме разбирање, постигнуваме и слобода, а за секој еден кој што сака да дознае повеќе, да разбере повеќе, секој сум волен да слушнам и ми е многу голема среќа и задоволство кога ќе ми сконтактирате, така да ве поттикнувам што поголем број од вас да влезете во комуникација со мене. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што денеска не следевте. Како што веќе напоменав, верувам дека со нашата денешна тема и со откриени тајни ви помогнавме да најдете решение како подобро да се разберете со луѓето од вашата околина и со оние кои што ги сакате. Доколку сакате да ја подобрите вашата комуникација, во текот на емисијата секако дека ги имате имейл страната и Facebook страната на доктор Жарко Костич, па слободно стапете во контакт со него и дознаете повеќе за комуникацијата и начините како да ја подобрите. Јас ви благодарам за вниманието и ви поканувам да останете на програмата на телевизија 24 вести, а ние секако се гледаме во новото издание на Откриени тајни. Пријатно!